Od kada se stvori ta veličina u Makedonija koja je možda periferija na svetu, a je centar na umetnost. Ако треба во еден синтетичен глед да се открие и неговиот живот, и неговото навистина грандиозно дело, тогаш треба да се каже дека обично за големите луѓе се говори дека се тоа луѓе меѓу звезди. За Цветан јас би рекол дека е личност меѓу иконите и фрески. Јас сум роден во сарајчиско семејство. Името ми го даде на мојот дедо, Цветан, кое што го вика дома Целе, во домашни релации. Тоа била фамилија кожарска уште од 19 век. Во меѓувојниот период ги изгубила своите, така да речам, финансиски сили и јас кога растев, се чувствуваше веќе сиромаштијата во време на војната. Јас како охриđанин, од малото иначе Месокастро Охридско, ги знаев сите охридски цркви, каде се и кај се клучевите. Некаде пред крај на 8-годишно училиште бев ангажиран во школото да им толкувам црквена историја и црквени споменици во Охрид на гости од Скопје, пионери од моја возраст. Ја тоа го сватив многу сериозно, собрав книги, пишувани за Охрид, ги најдов во градот, од библиотека, од блиски, од роднини и ги читав. И после ги проверував фреските, иконите на самото место. И така го учев историјатот и културното наследство на Охрид. Многу научив тога и тие книги ги чувам дома во Охрид и сега. Во 1951 година во Света Софија, катедралата на Охридските архиепископи со милениумско траење, влезе меѓународна екипа на конзерватори од цел свет, меѓу кои беа истакнатите италијански конзерватори од Венеција, Зорзето и Пенезони. Сите фрески беа покриени со малтер, односно поточно вар, во време на турското присуство османлиското, бидејќи црквата е претворена во џамија. Потоа, милиметар по милиметар, со скалпери, чистени се фреските. Јас бев еден од членовите на екипата која ме прифати, иако има 15 и 16 години. Тогаш и работев све до матура во летните периоди, распустот. Мене ми е драго што работев на чистење на композицијата литургијата на Свети Васили Велики. Но тоа што е интересно, тоа е дека таа композиција додека чистев, нити јас, нити некој од екипата знаеше што представува. И доваѓа светски научници од поранешна Југославија, од Франција, од Италија и ја посматраја. Јас чистев со скалперот
и слушав дискусии, разговори, што би тоа можело да биде. И за мене стана тоа голема енигма исто, како тоа да не се знае што е композицијава, а тие светски професори. 53 година се чу во екипата. Конечно таа композиција е идентификувана. Јас тоа све слушав. А каде е идентификувана? Во Париз. Кој идентификува? Професорот Андре Грамар. Па тој не е бил тука. Му е покажана фотографија. Па како успел по фотографија? По текстот што го држи Васили Велики на композицијата, тој е од неговата литургија. И тоа се испостави дека е точно. Тоа за мене беше пријатно изненадување, заради тоа што видов дека има во науката, како уште момче, хиерархија во знаење. Тоа ме предизвика да повеќе се заинтересирам да бидам студент по историја на уметност, отколку да речеме по книжевност или историја кој што би одел во гимназија совршено. Директорот на гимназијата ми забрани да одам со Софија. Не можам се да го прашам зошто тоа, ама тој кажа дека таму биле луѓе кои што не се домакини и кои што се расипани уметници. И јас, моето дружење со нив погрешно би ме насочило во животот. Јас не напуштив екипа и затоа ме казнуваја. И бев казнуван и скоро секоја година на почетокот читаја наредба дека јас се казнувам за лошо поведение во текот на распустот, летен. Потоа, што е неверојатно, ме забележиле во внатрешни органи. Ето, имав такви неприлики. Добро, тоа траеше све, додека матурирав. После јас запишав историја на уметност на Филозофски факултет во Белград, бидејќи упознат доста историчари на уметноста со кои што работев Света Софија на конзервацијата. И тога настапи нова епоха, да речам за мене, нов период на мојот живот. Тоа беше стара школа со традиции во Белград. Ја бев најдобар студент. Јас бев бубалица, јас имав највисок просек. Кој диото учев, затоа што требаше да се докажам себе си и пред себе и пред тие кои што ме окружувале. Дипломската работа беше моја, портрети на Охридски, од 14 век беше наградена со предлог да биде печатена. Што за мене беше важно, така како награда ми беше тоа, а јас намеравав да упишам, да запишам постдипломски студии. И потоа можам да ви речам дека тој период тежок ми е, никој не ми примаше на работа. Никој не ми понуди, нити јас молев накаде. Мислев дека успехот е доволен да ме побарат било во Белград, било во Скопје. Не бев нити сакан, нити покануван. Тоа е истина. Во Скопје имаше отпор према мене, од за мене непознати причини, од еден круг на постани колеги. И јас си заминав во Охрид. И се запослив, се вработив во Охридскиот музеј. Јас веќе работев во Народниот музеј Охрид, така тогаш се викаше. И така тогаш, ето, почна таа некако наша дружба, малку на терен, малку се испрашувавме, се испитувавме кој на кое е ниво, интелектуално, па да кажам така и патриархално. Али она патриархалност која што беше многу
на некој начин позитивна, во која смисла? Во смисла на чување на семејството, на работата, да си ја гледаш својата работа и да успееш во тоа што го работиш, да го работиш најдобро. Делото на Цветан Грозданов е навистина грандиозно. Оно се сведува главно на монографии, например монографии за манастирот на Свети Климент, монографија за Курбиново, монографија за Свети Наум, монографија за фреско сликарството на Охридската дијацеза, не? И мислам дека без него ние веќе не ќе можевме многу нешта што тој го направи да ги извадиме тие личности од анонимност и да ги направиме присутни во нашата култура. Кога се согледува научниот опус и научното дело на академик Грозданов, тоа навистина импозантно. Се работи за десетини исклучително вредни монографии и на 300 библиографски единици посветени превасходно на проучувањето на нашата средновековна историја, култура и уметност. Се разбира дека во средиштето на неговиот научен интерес секогаш била Охридската архиепископија, уметноста на Охридската архиепископија создавана во рамките, внатре, во рамките на самата архиепископија, но и под влијание незино на пошироките простори на Балканот. Значи, тоа е таа една суштинска нитка која низ делото на академика Грозданов се провлекува скоро половина век од неговите најрани студии и прилози, па се до последните големи монографии и прилози кои ги даде за проучувањето на Охрид, односно уметноста средновековна на Охридската архиепископија. Токму во делото на академик Грозданов се офатени најсуштинските проникнувања на тие два света, каде што она византиската традиција и култура и она словенската автохтона домашна традиција се проникнуваат и дават еден нов цивилизацијски производ. По моје мислење, важни дати во неговиот живот е сепак некаде, тоа беше ми се чини 66-та или 70-та година, кога тој престојуваше еден долг период кај Грабар, кај Андреј Грабар, еден од најистакнатите византолози и многу добар познавач на македонската ликовна уметност. И знаете, да престојувате кај Грабар и од гледна точка на Грабар да ја гледате целината на македонската уметност, тоа е нешто што само по себе заслужува голема чест. Она што е особено важно и што дава така еден особен печат на целата научно-истражувачка кариера на професорот Грозданов, тоа е истражувањето на уметноста на 14-тиот век во Охрид и неговата книга Уметноста, односно зидното сликарство во Охрид од времето на 14-тиот век. Тоа е една изворедна синтеза на се она што е настанато во Охрид во времето на 14-тиот век, сите тие тематски иконографски блокови, но и стилско-ликовните движења на уметноста од тоа време. Еве, повеќе месеци проведов пред композицијата што е пред вас, литургијата на Свети Велики Василий. Тука е честата трпеза, тој го држи свитокот со својата молитва, пред него е еден ѓакон кој што кади и зад него е група свештеници. Таа беше таа енигма околу нејзината идентификација. Прочеви таа зад нејзе, тоа е визита на Јован Златоуст и таа беше енигма,
во време кога чистевме, тоа значи 52, 53 година, 1953, 54, свето се подготвуваше за 12-тиот меѓународен византолошки конгрес, што се одржа во Охрид 1961 година. Црквата беше подготвена за прикажување, за презентација и сите светски научници, 800 души, идеа овде да се чудат на тоа што е најголем ансамбл покрај Света Софија Киевска во Русија од 11 век во фрескостикарството и живописот воопшто. Во Света Софија јас после, откако дипломирав и откако почнав да работам во Охрид, цело време, долго време се занимавав за ликовите на Свети Климент Охридски во фреските и на неговите учители Кирил и Методи и неговите содружници Гора Самаја Гелари, така наречени седмочистаници. Во Света Софија беше прашање дали е некој од нив настикар, бидејќи тоа стикарство, фреско живопис, е од 11 век. Тоа е многу рано. Значи, треба прво да биде канонизиран, прогласен за светец, за да добие место во олтар, да биде сликан. Јас најдов нешто и тој го објавив. Јас имам студии повеќе пишувано за Свети Климент во фреско живописот. Тие се објавени уште пред половина век, познати се, цитирани се, и посебна книга има портрети на светците од Македонија, која доби некои награди, така меѓународни, не знам какви све, многу е цитирана и сега. Црквата Света Богородица Перимлета, која сите охриđени ја знаат као Свети Климент, затоа што се овде чувани моштите на нашиот покровител македонски и словенски Свети Климент. Е клучен црковен споменик на уметноста и влегува во секоја енциклопедија светска, пред све заради неговото стикарство. Авторите на овој храм и прв датират се големите Михаил и Евтихи, кои што само во оваа црква се подпишани скоро 10 пати, а потоа тие работаат и во Скопско во Никита, и во Кумановско на Горичане, и во други споменици. Овој споменик е преломен, затоа што ги отвара вратите кон така наречената палеологовска ренесанса, а до тогаш е комнински стил, еволуцијата на стилот, на фигурацијата, на обликувањето се менува. Тогаш Цонев тие го менуваат. Јас перманентно работам на Перимлета и западна, и северна, и јужна страна се фрески од 14, а страшниот сум го објавил, опечатен, книширан, познат, како и портретите од 14 век во Требот. Знаеме точно кој ги надошил, кој ги платил, кој ги настикал, кои се личностите. Например, тука се Охридскиот архиепископ Григорий, па потоа Деволскиот владика, кој што се вика исто Григорий, и што е за мене фрапантно, тука е игуменот на првата црква на Свети Климент од Плаштек Јоан. Ликот, фигурата на Свети Климент Охридски најмногу е позната според овој примерок што го настикале Михаил и Евтихи, кој што е пред вас. Свети Климент Охридски, во цел раст. А до него е Охридскиот владика, архиепископот Константин Кавасина, кој што го посветил стихови и кој што живеел непосредно пред стикањето и бил потоа прогласен за светец. Тие се фигури кои што за секој и туристички и научен труд влегуваат на прво место.
Имам објавено голем дел од тие фрески, кои што се светска енигма, али и тоа е проекат на Академијата, мој проект во Академијата, а дали тоа ќе го свршам јас, тоа е во рацете на Господа. Одразот на култовите на светците кои ги слави Охридската архиепископија и нивниот одраз во ликовните уметности. А тоа пред се култовите и делата на словенските учители, на Кирил и Методи, но пред се на Климент и на Наум и на седмочислениците. Тоа се тие суштествени истражувања, а генезата и развојот и целата хронологија на тие појави се следи од времето на 11 век, па се до времето на преродбата, па дури до Балканските војни. Тоа е една книга која, кога настана почетокот на 80-тите години, представуваше навистина еден голем придонес научен во проучување на таа средновековна културна историја на Македонија, но и сега, после 30 и повеќе години, кога би се навратили, кога би ја погледнале содржината и структурата, у суштина таа била далеку пред своето време. Пасите, Охрид најмногу аналоги има во Костур. Тоа е во Егејска Македонија, како го викаат Касторија во Грција. Тамо има неколку објекти од 12 век, 13, 14, например. Најголемите аналогии на Курбиново во Преспа се во Костур од 12 век. И тогаш, во моје време, во време на мојата младост, беа големи полемиките релацијата Нерези Курбиново. Света Софија Охридска не реси. Да тоа е доста пишувано, со пишувал и јас. Ево сега што ми се случи недавно, во Нереси. Имаше една загоретна фигура, за која еден автор напиша може би е Свети Ахил. Јас едно да ја проверам. Апсолутно е Свети Ахил. Штом се појави Ахил во Нерези, за мене беше сега скоро, ето лани ми се случи. Аргумент дека во Нерези има присуство на локална жица, на импулси од домашниот терен. Тоа е многу важно, зашто Нерези секогаш се смета за дошле од царинот, го свршени си оште. Не е тоа така. Да треба да се бара секој светец, тоа е таа тематика. Ако ви го најдете вие Свети Климент, аз сум го нашол, јас имам најдено околу 100 портрети на Свети Климент. Нема Охридска црква без Свети Климент. Нема Прилепска црква без Свети Климент. Нема Мариовска, Скопска, а потоа се разречува. Дебровско-Кичевска епархија му е апсолутно многу благодарна, бидејќи тој не само средновековието што го расветли во фреските и иконите, тој даде огромен придонес во расветлување и на делото на Свети Климент и на Свети Наум и на останатите наши светители и просветители кои што делувале на овие простори. Епархијата особено му е благодарна што тој се ангажираше во организирање на 2, односно на 3 научни симпозиуми кои се организира по повод на Свети Кирил и Методи, потоа на Свети Наум и на Свети Климент. Неговото искуство, неговото познавање, неговите релации со како македонски научни културни дејци, исто така и од соседните земји, па дури од далечна Русија, придонесо тие научни собири, научни конференции да остават белег дека сме народ кој што потекнуваме од една културна заедница и дека се трудиме достоинствено тоа што сме го наследили да го оставиме на идните наши поколенија. Меѓу објектите за кои што сум пишувал е и Полношкиот манастир, Свети Ѓорги, тоа е Кавадаречко, таму се вршеше конзервација. И
се открија фрапантни работи. Седум портрети на историски личности. Конзерваторската екипа ги гледала, па не може да ги идентификува кој е кој. Околу хронологијата има дилеми. Дали е почеток на 14 или крај на 14 век. Не само тие, и во Белград тоа го гледаја, се обратија до експерти од Белград за идентификација. Кој е кој? Еден професор од Белград ми рече, пробај да ги идентификуваш, ако успееш, јави. Јас работев месец дена, успеав да ги идентификувам, му јавив. Да, готово е, реков тоа. Ја бев тога во Охрид, работев уште, море тие. Па кој се? Па реков, напишав текст. Па да ми го испратил да го печатиме овде. Да, реков, и го испраќам. И му го испратив текстот. Тој се посомнева. Имаше две династии, и српска и бугарска, родбински односи представени тамо. Дали е моето тоа точно? Професорот од Белград побара експертиза во Софија за бугарските светци. Дали се тие, односно владари. Јас напишав кој е? Жената, синот, ќерката, кој е кој? Се разбира, не е случајно, свето изчитав, прочитав, работев и упорно. Оттаму доби одговор од чувениот академик Дујчев, светски научник, фрапантно, све е точно. Во центарот на вниманието на моите колеги, постари, уште пред Втората светска војна се најде Курбиново. Свети Ѓорги на Преспа, Курбиново, потоа се откри таму и надпис дека е работена 1191 година, што се потврди со стилската анализа, се поклопи. А кај мене се јави уште поголем интерес према Курбиново, тоа све беше познато, јас не го открив. Меѓутоа, се открија портрети со чистањето на фреските на Кирил, Методи, Климент од 12 век. Почнав со нив, заедно со колешката Барџиева. Донка. Го дадовме првиот текст, потоа јас во Тремот на црквата ги најдов остатоците од ктиторската композиција на порачувачите на храмот, за кој што кој дадов своите размисли, дека се од локален господар, феудален, дека е тука настекан и Охридскиот архиепископ, и то го објавив. Исто така, собирав граđа за една монографија за Марков манастир. Тој е еден огромен комплекс од 14 век, кој што е сврзан за Охрид, од времето на Вонкашин и Марко, особено од Марко, и се надевам дека до крајот ќе го некаде исполнам тоа свое ветување пред себе. Ако можам, сложено е тоа. Тие се објекти и периодот и Марков манастир, како и Курбиново претходно, влегуваат во светската историја на уметноста. Се ова што се работи тоа е неопходно познавање на историјата на Охридската архиепископија. Не сите поглавари, идеи, врски, таа е автокефална,
трае 800 години и тој е некој вид компенсација на една неостварена македонска државност после цар Самоил. А Охридската архиепископија проучавана во цел свет како автокефална црковна организација која не е почината никому. И тој е аргумент денеска актуелен во борбата за автокефалност, а не автономија во рамките на некоја друга црква, што не стои тоа. Не стои научно, не стои идеолошки. И се разбира, например, мојот интерес беше насочен да ги проучувам и откривам и идентификувам ликовите на охридски архиепископи настикани на фреските. Така што, например, прв се опишувам за портретите на Теофилакт Охридски, авторот на Климентовото житие, Константинка Васила, Григори, Никола, појќе се да речам самив, тие се познати на секој светски истражувач на византологијата. Мене постојано ме занимало тоа, како тој успева, да речеме, да ја открие скриената фигура дека е некој номес несцио, еден Свети Климент или еден Свети Кирил, или еден Свети Методи, или еден Свети Георгија и така натаму и така натаму. А за таа работа не е потребна само дарба, која он ја има на претек. За таа работа е потребна голема ерудиција. Цветан Грозданов, јас го паметам како еден од најзначајните наши историчари. За да знаете вие, да влезете во душата на еден светец, вие мора да знаете, да го знаете времето во кое тој живел. Морате да сте поминали многу книги. Цветан Грозданов, јас го гледам како една библиотека која се движи, која има извонредно многу истражувано што се во светската, во балканската, во српската, посебно во македонската историја на византиската уметност содржано. А јас работев многу во тие 30 години, своји 40 години, кога бев подвижен, кога можев сега да стигнам пешки и не сакав да одам со возило, да го видам сакав и пейсажот, и амбиентот, да го осмотрам. Тоа ми беше убавина. Знаете што е тешко? Тешко е да се продре во непознати сцени, содржини, тематика, да се дешифрира. Има случаеви кога е све лесно, али некаде ке запли. Некои ретки представи, а Македонија е богата и со такви, тие ми зема појќе време, ама тоа е кабинетска работа. Тоа се работи дома. Ке се направат фотоси, па се проучува. Се разбира, Цвета не остана само на периодот од Климента, значи од 9 па до 14 век. Тоа он го истражи извонредно во сите тие монографии кои веќе ги спомнав. Но интересно беше што се сврте и кон 19 век во времето на природбата. Например, Дичо Зограф и неговите сега асистенти го открија Дичо Зограф како една ретка величина во нашата средновековна уметност. Тоа е исто така еден подвиг што он го почна, а младите генерации што доаѓаат по него се надевам дека ќе го продолжат и завршат. Проучувањата на сите тие битни одлики на таа уметност која се поврзува со некои процеси движења национални и кои се особено битни за веќе градење на некој национален идентитет,
ги отвора професорот Грозданов, тоа се серија на текстови и прилози кои ќе влезат во таа изворедна книга Културата и уметноста на 19. век во Западна Македонија, а подоцна и проширени во книгата Уметноста во Македонија од 18. и 19. век. Тоа е едно изворедно значајно подрачје, каде професорот ги следи последниот голем подем на Охридската архиепископија. Тој голем културен подем, што едноставно ќе резултира со многу културни движења, пред се во сферата на книжевноста, но и во сферата на уметноста. Јас секој попладне одев во уметничката галерија, кај што раководев. Тоа е дел на музеот. Таму имаше тишина, апсолутна изолација. Таму ги чував најважните мои книги. Се изолирав до после полноќ. Таму. Размислував и пишував во тишина. И сега кога ги читам моите трудови напишани пред 50 години, ја чувствам таа тишина на Охрид. Веќе 20 години не сум на факултет. Во пенсија сум. На семинарски вежби и ги водев на терен. Колку што можев. Ги водев, Скопје го користев, тука е Свети Андрејна матка, Свети Никола Шишевски. Така има фрапантни работи. Например, тој е голем зограф на матка Андрејаш, големиот сликар Јован Митрополит. Тој е митрополит на Прилип, со неговиот брат Макарije. Тоа не го спомнатме тоа. Тоа е голема појава. Од Зрза е тој. Тој е Прилепско село. Потекнува од таму. Да не мислат, како што сакаат некои да мислат, све кај нас е нешто дојдено од страна. Па не може ова богатство да го прават дојденци само. Тие професионални, но и човечки вредности кои ни стекна животот се собирале како искуства, но сега се така пренесуваат на помладите, секогаш во форма на така еден ненаметлив совет, една така сугестија која секогаш води кон она вистинското што е, а тоа е откривањето на нови и досега непознати работи. Тоа е суштината на тој метод и целото тоа обемно дело на академик Грозданов е суштина тоа откривање на таа научна вистина низ секогаш нови, дотогаш непознати работи. – 25 години сум член тука, во МАНУ. Прво треба да се создаде голем опус да би човек станал член. Јас сум член на неколку други странски академии. Па тие не ме избрале заради... Јас сум член на Српска академија пред него што сум избран на Македонска академија. И на Украинска, и на Црногорска, не знам каде сум биран. Видите, академијата дава некои бенефиции, самото звање, фирмата. Она не може мене да ми помогне. Личното творење ми оможува нешто да печатам. Неговото дело не останува незабележено. Тој е член на повеќе Балкански академии на науките, нели, доктор Хонорис Кауза на повеќе универзитети, добитник на множество награди, а и не е исклучен
социјалните текови во кои се одвивало македонското општество. Беше, например, во првата влада на Клюсев, покасно пред тоа беше долги години председател на ова комисија за културна соработка со странство, декан и да не зборувам и така, не може да се изредат сите функции што ги има на историско, византолошко и така натаму и така натаму. А зошто? Затоа што тоа беше експертска влада, јас тоа многу сериозно го сватив. Значи, мојата татковина, народот на кој што припаѓам, треба да бидам користен за него во една фаза која е можда кризна. Па тоа јас затворив на професијата врата и тога си одев по моите патишта други. Али, например, ги спасивме луѓето од станецот на културата. Галерии, музеи, музика, хорови, домови на култура. Никој не изгуби работно место. Тој човек кој живееше во светот на иконите, во светот на фреските, тој човек го паметам по тоа што најмногу тагуваше кога ќе дојдеше вест дека се искрадени некои икони. И то го повторуваше на секој кој ќе влезеше од така наречените политички големци кај нас, на сите тоа им го повторуваше. Уште претходната генерација на историчари на уметноста во Македонија, што работеа пред мене, и кои што се и сега активни, регистрира 30.000 икони во Македонија. Со бројки. Ако ме прашате за нив, штета е што не е издаден каталог на тие икони. Последниве години имаше голем број кражби на икони од Македонија, кој што исчезна негде во светот. Се крие информациите, мислам се уште се кријат, особено од регионот на Западна Македонија. Се однесени околу 1000 икони. Тоа е срамотна цифра и тоа можеше да и се случи само на Македонија. Не затоа што е слаба внатрешно, што ги има голем број, само Македонија толку икони, а потоа е што целата останаа празни. Се преселија луѓето и ги оставија иконите во црквите како завет и тие беа отворени цркви и тие беа предмет на краѓи. Видите, Цветан открил илјадници икони. Јас сум бил во неговиот дом и во Скопје и во Охрид. Нигде нема ниту една икона. Се таа честитост на истражувачот била во преден план, а не посесивноста да се има некоја од тие откриени икони, нели? И тоа е уште еден доказ дека во науката моралниот хабитус кој се можеме да го откриеме во делото на Цветан е од многу голема важност и ретко исклучителна важност. Строг кон себе и кон другите кога станува збор за професијата. Тука нема пардон. А во семејството нежен татко и дедо, кога се сомене нешто
закара нашата внучка, она трча ке дедо да ме притужи, да ја спасува. Ме буди рано, бидејќи брза да стигне во академијата, да може да има ден, да има време, да има да размислува и да пишува. Тој истражил многу, но останува уште многу да се истражува. Видете, ние сме мала земја, но имаме нешто што не воздигнува над останатите земји. Македонија има, по моје мислење, најмногу цркви од сите држави на овој свет. И сега, вие да ги поминете тие цркви, да влезете во нив, да истражувате што е во нив се дадено и направени тоа да го осмислите во своите книги, тоа е дело кое заслужува висока почест. И јас знам сигурно дека овие крупни изданија што сега излегуваат како негови собрани дела, ќе биде нешто што ќе влезе во оној фонд на најзначајното што го создала македонската наука и македонската уметност. Сакам да влезе Македонија во мапата на светските објекти со своите културни споменици. Сакам да ја видам со достојно место.